Вањето куќе е многу повеќе од грижа само за тоа дали е гладно или за физиолошките потреби. Домашните милиници стануваат членови на семејството, многу често најомилените па и најразмазените. Како да воспитано и социјализирано куќе. Наредниве минути одговори бараме од Анита Николова, доктор по ветеринарна медицина. Анита, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро ве најдов. Прво ќе започнеме да речеме со информацијата дека во развиените земји постојат правила и прописи за чување и одгледување на куќа, кои што покрај тоа што се однесуваат на благосостојбата и здравието на миленикот, се однесуваат и на задолжителна социјализација и воспитување на куќето. Каков е вашиот впечаток во однос на сите ние кои имаме домашни миленици во Македонија? Баш во однос на мојот впечаток кон тоа како и колку луѓето се едуцирани и знаат, нели, пред да земат куќе, би сакала да кажам што точно е тоа социјализација. Бидејќи повеќето сметаат дека социјализација на куќе е само да го изнесат и да го прошетаат. Нели, да биде во гужва, да биде со други куќиња, као други луѓе. Меѓутоа социјализацијата е процес кој почнува многу порано. И социјализацијата е еден од најважните процеси во животот на куќето, како што би рекле и социјализацијата на децата и воспитувањето на децата, значи еднакво важно и за животот на куќето, бидејќи таа му ја дава основата за тоа како тоа куќе ќе се однесува понатаму во целиот свој живот. Социјализацијата опфаќа не само да излезе надвор и да знае што е улица или автомобил. Социјализацијата опфаќа средба, односно комуникација и допир со различни мириси, со различни вкусови, со различни подлоги, со различни средини, со различни звуци, со различни животни, не само други куќиња, со различни луѓе. Значи зборуваме категории на различни на луѓе, од деца до возрастни, значи кај многу куќиња има разлика во односот кон маж и кон жена, во односот кон дете. Секој од нив дава различна енергија, различен пристап, различна комуникација со куќето. Јас сум имала ситуации кога куќа се плаши од возрасен маж, а нема проблем со деца. Значи, сето тоа спаѓа во социјализација. И она што луѓето го мислат дека социјализацијата почнува кога ќе почнат да шетаат надвор, не е вистина, затоа што социјализацијата почнува од 3-та недела од животот на куќето. И е најважна до 10-та недела. Значи, овој краток период, кој за жал, кај нас, поради таа околност, јас ги разбирам колегите комплетно што ги ставаат куќињата во карантин до завршување на вакцините, а тоа е негде од прилика до 3-тиот месец скоро. Меѓутоа го губиме најважниот период од животот на куќето, кога треба сето ова да биде откриено, нели, запознаено со сите овие работи, меѓутоа пак ќе напоменам, овие работи треба да бидат кажани, односно пристапени и запознаено куќето со нив на благ, нетравматичен начин. И голема улога во оваа социјализација игра одгледувачот, бидејќи тој е тој што го чува кученцето до првите, да кажеме, месеци и пол-два од животот. А рековме социјализацијата почнува во 3-та недела и понатаму продолжува собственикот кој ќе го земе куќето. Кога сме веќе на тема воспитување и запознавање со основните правила и за собственикот и за куќето, вие долго време се залагате за папи класес или часови за домашни миленици. Тоа значи дека низ целиот овој процес, кога ќе се земе миленикот, треба да помине миленикот, но паралелно и собственикот веројатно да се запознае со однесувањето, со правилата потоа на чување на миленик. Ова прашање ќе го надоврзам да го доодговорам првото. Значи, кај нас концептот на задолжително воспитување и социјализација на куќиња не постои, за жал. Јас се обидов да го воведам, барем на општинско ниво, пак ќе речам, за жал не најдов на слух од одговорните, бидејќи таквата едукација е препотребна кај нас. Како што спомена Кристина, во странските земји, значи во другите земји постои обавезна социјализација на одредена возраст кај кученцата, која понатаму го дава оној момент кога ќе прошетаме на страна кученца по трговски центри, кои не влечат на ланец, кои не лаат по други кучиња, кои се мирни со секого што ќе го сретнат, што имаме кај нас. Пуштени кучиња на сите страни, ситуации, инциденти, ова куче го нападнало тоа, каснало човек. Значи, тука е проблемот. И, ајде, последователно на тоа имаме еден огромен број напуштени кучиња на улица, затоа што не биле воспитани, па собствениците не излегле на крај со нив. Е сега моментот за папи класес. Зошто? Затоа што токму заради оваа работа, папи класес не се за џабе папи класес. Значи, почнуваат во раната возраст, кога сите кученца се уште не стекнале лоши навики, туку ќе им се даде можност да научат како треба,
а собствениците исто време да се едуцираат истовремено, за да знаат како со тоа куче и на време да разберат што треба со тоа куче понатаму, бидејќи кога веќе ќе настане проблемот, е многу потешко сето тоа да се реши, најчесто собственикот се откажува од животното. Кога земаме домашен миленик, првото што не води е идејата да во нашето семејство имаме поинаков член, кој што нели ќе не радува, ќе ни се радува и ќе внесеме малку поинаква енергија. И тоа се случува најчесто, додека не сватиме првиот месец кои ни се обврските. Тука почнува хаосот. Имаме навистина динамично секојдневие, кое што не ни остава простор ни за себе, а камоли за оние прошетки кои што се задолжителни за домашниот миленик. И сега прашањето е како да постигнеме хармонија во целиот овој концепт на лудо живење со домашен миленик плюс. Да, тоа е тешко прашање. Одговорот е комплексен, бидејќи прво и основно јас се уште стојам на тоа дека пред да се земе миленик, без разлика каков, треба точно да се информирате со што ќе си имате работа, нели, и што тоа животно бара од условите кои треба вие да му ги исполните. Значи, јас и како доктор ветеринар можам да, нели, мислам дека имате во некој од претходните емисии зборувано за здравствениот аспект, што значи, нели, кои се обврските во тој поглед. Во поглед на она што вие треба да го одвоите како време, финансии, внимание, па и желба, нели, трпение во сето тоа, знаеме денес колку сме трпеливи со сите тие обврски, е енормно голема потреба, значи, за еден миленик. Значи, вие треба да особено ако куче, ако зборуваме за кучиња, вие треба најмалце 3 до 4 пати да го изнесете денес, тоа животно, надвор. Затоа што имам луѓе, па јас го изнесувам еднаш до 2 пати на ден. Значи, јас прво ги прашувам дали вие еднаш до 2 пати на ден имате потреба или повеќе пати, за да излезете или да извршите своји физиолошки потреби. Значи, навистина морате да зборувате со професионалци, значи не комшијата кој го изнесува еднаш на ден или не знам кој, него едноставно да позборувате со ветеринар, со бихевиорист, со човек што занимава со тоа долги години, да ви објасни како и кои се обврските. За кога ќе го земете животното, да знаете дали вие можете со тоа да се справите, нели, или не. И секако ќе морате да направите компромиси. Ако сте спиеле до 8 часот, сега ќе си станете во 7, ќе си го прошетате, па ќе одите на работа, така. И други ред работи кои треба да бидат исполнети во очувањето на миленик за да добиете хармоничен живот, бидејќи тоа животно бара своји услови за живот и не може да попушти пред тоа. На прашањето дали дресура од трето лице ги дава посекуваните резултати, вие велите не, поради тоа е само механичко поврзување на собственикот и на конкретно на домашниот миленик на кучето. Добро, но како да се постигне освен таа взаемна комуникација, послушност? Токму сега одат инсертите, значи ова е тоа што јас го работам, тоа се тие puppy classes, значи барам задолжително присуство на собственикот. Според мене, како што веќе имам кажано, дресура од трето лице не ги дава посакуваните резултати баш поради тоа што затоа што тој дресер не знае како со животното, меѓутоа собственикот не знае како со животното. Тој собственик треба да се едуцира и да научи како да ги бара работите и што да бара, на кој начин, како да комуницира со своето животно, како да го чита јазикот на неговото куче. Значи, не е само во лаењето и во квичењето, нели, што тоа значи. Едноставно, кучето има цел спектар на body language, значи, телесен јазик. Со едно мрдање на увцето ви покажува нешто, а вие треба да знаете тоа, да го препознаете, дали е под стрес, дали се радува и како да постапувате. Тоа се учи само доколку собственикот стрикно работи со животното, со кучето. Многу често низ годиниве кога се спомнуваше таа дресура, дека него отворивме терминот за социализација и поврзување на милениците со собствениците, одговорот на оние кои имаа миленици беше не ми е потребно, него носам на изложба, за да сватиме дека навистина однесувањето на кучето не е важно само за изложба. Така, точно. Да, ринг дресурата е нешто сосема подруго од она што вас ви треба да го научите вашето куче кога живеете со него. Пак ја споменам, морам да ја одвојам дресурата на страна, значи нема врска со воспитувањето, односно, ајде пак ја кажам, бихевиористиката, односно однесувањето на животното. Затоа што за да можете да го прошетате низ центар и да седнете на кафе негде и да изгледате отмено со вашето куче, тоа треба да биде научено на тоа.
Што ќе се случи ако вие седнете, нели сега кафенцето и сето тоа убаво изгледа, па тоа кученце што е дотерано во, не знам, убави блузички, како се не сега сакаат, нели сите да ги изнесат, лае на сите страни и напаѓа други кучиња и го фати првиот човек што помине за нога, значи како тоа изгледа. Така, мора да се работи на тоа, мора да се... Но кај нас почеа сега да се менуваат работите и сега прв пат можеме во трговски центар да внесеме миленик, што тоа никогаш не било прилика претходно. Да. Дали сме спремни за тоа? Па, јас со мојот миленик сум подготвена. Лина мајкина е подготвена. Лина е подготвена. Многу ми е драго за тоа, меѓутоа има еден куп што не се. Да, да. Затоа што јас ги гледам како реагираат, мене тоа окото ми го фаќа, нели тоа? И разбирливи се реакциите на останатиот дел од граѓаните кога ќе кажат дека навистина има непријатно во трговски центар каде што има миленици поради однесувањето на истите. Точно. Значи јас сум на страната на милениците и оние што ги чуваат милениците се мој тип на луѓе, значи тука нема двојба, меѓутоа навистина потрудете се сите да си ги воспитате милениците, да вложите во нив, да се однесуваат добро. И вие да внимавате на тоа. Исто како што вложувате во децата. Не е случајно, знаете, кога ги кажат члени на семејството, никој не го разбира тоа, меѓутоа одговорноста е подеднаква како за дете. Јас сум исто така и назначено лице од Агенција за храна и ветеринарство за тест за социјализација, односно агресивност кај куќи. Кај мене доаѓаат ситуации, случаи, кога куќе нападнало човек или друго куќе, јас треба да проценам дали тоа куќе е агресивно или не. Тоа се тужби, тоа се судови, тоа се полиции, значи тоа се проблеми. Има еден куп такви моменти. Значи не е само вие како ќе се покажете пред луѓето, едноставно постои закон кој ве обврзува на такво нешто. Тоа е аспектот приказната го оставаме за следно гостување. Може така? Договорено. Благодариме. Благодариме.